Еве има една пратеничка која што очигледно различно размислувала. Дај да ја видиме Весна Дамчевска Илиевска. Ова е пратеничка која што различно размислуваше, да речем, од стадото и која што беше изолирана од партија, тргната на страна. И еве што им напиша. Незгодно е од туги од срам да не верува човек што слуша и гледа. Колеги, пратеници, поранешни, сегашни, идни луѓе златни, како е можно некој од таа позиција да говори дека е возијан со трошоците за патарини? Од Прилеп до Скопје дневен трошок исплатен на пратеник во вредност од 4500 денари било малку, па биле возијан. Па со тие пари со авион до Виена ќе одиш и ќе се вратиш со визери, ќе те остане кусур веројатно. На плата од 120 денари да се жалиш дека си возијан со патарина од 4500 денари е подценување на интелигенцијата на народот. Да се биде пратеник треба да е чест и посебна одговорност. Тоа не треба да е ќар печалба. Таму треба да се најдобри од најдобрите во се. Како пратеници од Скопје не сме земале патарини, а платите ни беа 60.000 денари и никој не се пожали. Напротив, сами сме си обезбедувале превоз и до работа низ цела изборна единица, која многу често ја поминувавме на средби со граѓаните. Имавме канцеларии каде секој граѓанин од нашата изборна единица можеше да се сретне со нас секој петок. Разни предлози и иницијативи од таа канцеларија произлегоа и се решава. Сега немам со очи видено пратеник на терен, само на Facebook од приредби во сенка на градоначалниците. Нема канцеларија на пратеник, се укина како можна закана по позицијата на локалниот вожд. Не се сите без осет, има и со високи вредности и компетенции кои барем не се топорат да се правдат и да бранат нешто што не се брани. Што направивте бре луѓе? Нема канцеларија на пратеник, се укина како можна закана по позицијата на локалниот вожд. Видиш како е поставен система. Да. Што имаат проблем да стапат во контакт со своите гласачи, затоа што некаков локален председател на општински комитет или може негов заменик ќе му забележи оти нели, не он да биде најважниот.